Букети од свеќиња, пураки и свеќи ги преплавија македонските амбасади во регионот и книгите на жалост, отворени во домашните институции за загубените млади животи во Кочанската дискотека на смртта. Дури и во Атина, каде бројот на нашинци не е голем, пред книгата на жалост оставен е букет цвеќе со пораката Рип Кочани. Во грчката престолнина книгата на жалост беше отворена во понеделникот. Во неа прва се потпиша амбасадорката Лидија Бошковска, а по 5 дена страниците се исполнети со пораки на сочувство за трагично загинатите од дискотеката Пулс. Има и пораки со љубов и поддршка, како за повредените, така и за целиот македонски народ. Дел од целиот дипломатски кор во Грција се потпиша во книгата, а дел изразија сочувство преку пораки. Во книгата се потпише и заменик министерот за надворешни работи на Грција Јанис Ловердос. Половина земји од Европа итно ги отворија вратите на клиниките за повредените. Србија, Грција, Бугарија, Шпанија, Шведска, Полска, Хрватска, Австрија, Литванија, Турција, Италија. Дури и лекарски тимови од Израел, Чешка и Србија дојдоа за поддршка на повредените. Доброволци сами се пријавуваа за донирање крв во Софиската клиника Пирогов. Нашинци пружија рака од странство, ги отворија домовите и хотелите за сместување на семејствата на повредените што се лекуваат надвор. Регионот Европа пружија помош и поддршка во овие тешки денови за македонските граѓани. Во земјава со денови е отворена книгата на жалост во многу институции за да им се отдаде почит на жртвите од трагедијата. Вратите на собранието се отворени до 19 часот. Книга на жалост беше отворена и во МНР, каде сочувство изразија голем број амбасадори и представници на меѓународни организации. Меѓу нив беа и амбасадорката на САД Ангела Агелер, амбасадорот на ЕУ Михалис Рокас, амбасадорите на Шведска, Хрватска, Франција. Книга на жалост се отворена и во амбасадите во Тирана, конзулатот во Солун, Србија и Косово, каде што амбасадорите изразија длабоко сочувство до семејствата на жртвите. Исто така и студентите отворија книга на жалост и на универзитетите во Скопје, Штип и Битола, каде почит може да се оддава секој ден од 9 до 18 часот. Во меѓувреме во Кавадарци, но и во Горица, Хрватска, отворена е книга на жалост за фудбалерот Андреј Лазаров, кој го загуби животот во трагедијата во Кучани. Пријателите и роднините на пејачот Андреј Ѓоргиевски од ДНК отворија книга на жалост во трговскиот центар Лептокарија во Скопје, во делот наречен Коцка, каде членовите на бендот ги поминале најубавите години во смеа и дружење.